Добро вечер и добро дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е заменик директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување госпоѓата Марија Којзеклиска. Ке разговараме за она што можеби најмногу ги интересира оние луѓе кои што сте пред пензија или пак што туку вработените кои што можеби од овој момент или од оваа година почнуваат да ги бројат годините за стаж. Добро ни дојдовте. Добро ви најдов и благодарам на поканата. Господјо Којзеклиска, минатата година имавме неколку измени во Законот за пензиско и инвалидско осигурување за регулирање на неплатените придонеси. Зашто точно се однесуваат тие измени? Владата и Министерството за труд и социјална политика, за да излезат во пресред на потребите и барањата на физичките лица и на правните лица, интервенираше во Законот за пензиско и инвалидско осигурување со следниви измени. Физичките лица имаа можност до 20 јуни оваа година 2016 да поднесат барање за сите неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување кои ги имале во фирмите каде што работеле. При тоа требаше да бидат исполнети три услови: фирмата да не постои, значи да е ликвидирана, физичкото лице да биде пријавено во фирмата и третиот услов беше придонесот за пензиско и инвалидско да не е платен. Она што беше важно е дека износот месечен кој требаше да биде платен од страна на физичкото лице изнесуваше околу 2700 денари, со тоа што истото физичко лице имаше можност 12 месеци од денот на поднесување на барањето да ги плати сите заостанати придонеси и тој стаж ќе му се сметаше како платен стаж во неговиот вкупен стаж. Измените кои се однесуваат пак на правните лица, тоа владата втор пат веќе како го нуди како можност е правните лица кои имаат заостанат долг по основ на придонес за пензиско и инвалидско осигурување до 31.12.2008 година. И ако имаат од 1.1.2008 година наваму, 2009 година се извинувам, имаа можност да го платат главниот долг за да им се избрише каматата. Сите знаеме каков товарен е каматата на работодавачите, затоа владата даде можност на фирмите да поднесат барање, да можат да го платат главниот долг, за да им се отпише каматата. За жал, и овој втор пат некако интересот кај фирмите и покрај сите медиумски укажувања, преку Министерството за труд и социјална политика, преку нашата веб страна беше укажувана на оваа можност, некако фирмите дали поради финансиските неприлики со кои се соочуваат, не беа некако премногу заинтересирани за да може да го платат тој заостанат долг. А секако добро би било, затоа што на тој начин би го регулирале стажот на нивните тогашни вработени за кои треба да платат придонес и секако ќе им биде тоа услов на тие вработени да може да го остварат правото на пензија. Кога станува збор за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, тој е особено важен сегмент во општеството со оглед на обемот и делокругот на работењето. Што се планира за подобрување на работењето на фондот, особено во насока на брзо и квалитетно добивање на бараните услуги? Знаеме дека сега никој не сака од граѓаните да стои покрај шалтери, сите сакаме што побрзо да ги завршиме. Токму тоа е она заложба на фондот која ја прави досега и во иднина ќе продолжи да ја прави. Значи, оние неколку работи што сакам да ги споменаме, например, во неколку градови во Република Македонија минатата година 2015 се планира и за 2016 од септември да се организират на отворени површини ден за вас, каде што представници на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе бидат присутни на лице место и граѓаните кои проаѓаат тука да можат да биде фондот не во институцијата, туку надвор од институцијата, да можат граѓаните да прашат се оно што ги интересира во врска со нивниот стаж, доколку имаат странско работено некаде во странска држава, како можете тој стаж да го регулираат, во врска со бајанско-климатското лекување, значи сето оно што ги интересира, тоа го правеше фондот 2003 година како го прави и ќе продолжи да го прави. Значи да се доближи фондот до граѓаните, да излезе од таа затворен простор институција.
Она што второ што прави фондот е решенијата за остварување на право на пензија, рокот за нивно донесување да не биде подолг од 30 дена. Целокупната документација доколку е во ред, нашиот фонд, автоматизирајќи ги сите процеси кои постојат во фондот, се возможи за 30 дена да биде донесено решението. Доколку максимум 30 дена. Доколку некоја постапка е малце покомплицирана, набавка на некои документи, но се држиме на тој рок 30 дена. Она што исто така го направи фондот е рокот за повикување на инвалидска комисија, или кај нас името точно е Комисија за оценка на работна способност, меѓународот позната како инвалидска комисија. Рокот за нивно повикување се намали од 15 до максимум 20 дена. И сега тоа веќе не е проблем како порано што беше проблем, па се чекаше со месеци некој да биде повикан на инвалидска комисија. Четвртата работа која фондот и така ја направи, токму од овие причини кои вие почнавте да ги кажувате, тоа е автоматска апликација за пензија. Да можат луѓето преку нашиот вебсайт да можат автоматски да аплицираат за пензија и да можат, доколку е потребно, документи кои не може фондот да ги обезбеди по службена должност, а се лични документи, да ги донесе странката за да може да се реши побрзо неговиот предмет. Тоа се 4 работи кои фондот ги направи во овој период, значи покрај автоматизирање на сите процеси, што исто така е доста обемен процес. Ова сето што сега го говорите, веќе го работите. Меѓутоа, има ли некоја новина која што се планира да се воведе за уште повеќе да се олесни пристапот до вашите услуги? Она што го направи Министерството за труд и социјална политика и владата заради олеснување е можноста, законската можност 2 пати во годината на работодавачите фондот им ги доставува сите листи за стаж на работодавачите, тие се должни во рок од 3 дена да ги достават на работникот. Уште еден чекор понапред е тоа што овозможивме секој од нас како физичко лице да отиде во фондот за пензиско и инвалидско осигурување во филијалата, во местото каде што живее, да ја земе лозинката и од домашниот компјутер да седне и да си го провери во секој момент од денот колку му е неговиот стаж, платата, колку му е платен придонесот, дали му е се средено во делот на стажот. Особено важно, како што напоменавте, за луѓево што планираат нареднава година или наредни 6 месеци или 2 години претходно да си го средат стажот доколку истиот не им е среден. И она што го планира фондот да направи, тоа е законот за електронска евиденција на инвалидноста. Значи сите права кои во Република Македонија осигурниците ги остваруваат по основ на инвалидност да можат да бидат ставени во една база и сите институции на кои им е потребен податокот да не ги малтретираат странкиве, туку да си земат тој податок од таа база и она што како идеен проект го планира Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кога се однесува на делот за доставување 2 пати во годината, до 15 февруари и до 15 јули, фондот отиде уште еден чекор напред со тоа што имаше состанок со технолошко-индустријските развојни зони со представниците, да може фондот вработените на лице место, значи таму кај што се голем број на вработени, да можат на лице место да се даваат лозинките, за да можат самите вработени да ги од домашниот компјутер, како што кажа, да си проверуваат стажот во секое време, колку им изнесува. Кога ќе се спомене фонд за пензиско и инвалидско осигурување, во минатото се мислеше само на пензиите, на инвалидското осигурување, а сега во последните неколку години оние
пензионери размислуваат и за банско-климатска рехабилитација. Колку вие како втор човек во фондот, меѓутоа во соработка со владата на Република Македонија, се грижите за оваа категорија од третата доба, да им го лесните животот, да им го исполните на еден начин? Точно зборе да им го исполниме. И од тие причини и оние владата организираше ден на идеи во владата, значи од таму произлегла ова иницијатива Бајнско-климатското лекување. 300.000 пензионери не е мала бројка во Република Македонија и владата заради таа големина на бројот на пензионери посебно внимание им посветува. Последниве од 2010 е почнат овој проект. Значи 6-та година како оди, над 30.000 пензионери го имаат искористено правото на бајнско-климатско лекување. Тоа опфаќа 6 полни пансиони, медицински прегледи и платени трошоци од и до бањата каде ќе бидат сместени пензионерите. Презадоволни пензионерите, моменти за дружба, третото доба, нивното, сепак е доба кога е најсозреани и кога ги извршиле сите они обврски чување, внучиња, ги пораснале и децата и внуците, малку време да си посветат самите на себе. Од оваа година почна и проектот бесплатен викенд за пензионерите, 2 ноќевања, превоз, плаќање на трошоците, превоз до местото каде што ќе се виде викендот. Тоа беше Охрид, Струга, Крушево, Берово и Дојран. И исто така, над 3.000 пензионери, мислам дека го искористи овој бесплатен викенд. Да објасниме, кој се пензионер може да биде корисник на овие услуги? Кој се може да отиде на климатско-банско рехабилитација на товар на државата? Или пак еден викенд да помине на товар на државата? Министерството за труд и социјална политика е надлежно за донесување на критериумите кои се потребни да ги исполни пензионерот за да може да го оствари правото на бајнско-климатско лекување. Еден од критериумите беше должината на пензискиот стаж, вториот критериум беше должината на користење колку е си пензионер, бројот на пензионерите во општината од каде доаѓате, дали сте корисници на туѓа нега. Значи, целта нова бајнско-климатска услуга е да можат пензионерите кои имаат понизок износ на пензија да ја искористат пензијата. Додека таа категорија на пензионери сите тие што имаат понизок износ не го искористат ово право, другата категорија на пензионери ќе чека. Значи, тоа се однесува на пензионерите кои се со најнисок износ на пензија. Збориме за пензионери од 300.000 на ниво на Македонија, меѓутоа бројката за пензионерите кои имат најмала износ на пензија, мислам дека изнесува околу 65.000 во Република Македонија. Целта е, значи, таа структура на пензионери, оние што имаат повисока пензија и сами можат, да си го платат бајнско-климатското лекување и да се дружат со пензионерите и затоа се тие критериуми одбрани да можат осигурениците. Како оди постапката? Можно ли еден пензионер 2 пати да отиде? Во минатото имавме често, да речеме, такви поплаки, иако од подрачните единици на Фондот за пензијско инвалидско осигурување секогаш ги доставува списоците и не можеше да се забележи. Наша обврска беше да ги земеме списоците од граѓаните да ги поднесуваат во филијалите. Ние целокупната документација која прилагаат, чек од пензија и доколку се странски осигуреници или пак доколку имаат и корисници се на туѓа нега, ги доставувавме до Министерството за труд и социјална политика. Имаше на почетокот определени проблеми, но сега, заради тоа што сите пензионери поеднаш може да го искористат правото, не постои можност еден пензионер 2 пати да го користи. И не би било во ред, нели? 2 пати истиот пензионер. Треба да се даде можности и на другите кои ја имаат, кои ги исполнуваат условите, да може да го остварат тоа право. Во изминатите години она што беше атрактивно и што
во многу придонесовте земјоделците да ги остварат своите права за земјоделска пензија, беше токму проектот за земјоделска пензија. Владата, знаејќи ја структурата на населението и оние голем број на земјоделци кои се занимаваат со земјоделие, кои се занимавале години наназад со земјоделие, а не им останало решено прашањето за пензија, овозможи во измените на законот 2015 година, кој стапија на сила во 1 јануари 2016 година, да можат пензионерите, земјоделците кои работеле во периодот од 78 до 88 година, на кој им бил платен придонесот, да им се даде можност, доколку си го платиле да им се засмета и она можност да си го доплатат за тој период за колку што им треба. Минимумот е секако 15 години, за да можат да го заокружат процесот. И сега проблем овде за да го заокружат условот за да можат да аплицираат за пензија. Годините како старост ги имаат, но им фали делот на стажот. И затоа владата им даде можност на тие земјоделци, но се јавуваат проблеми во делот на документацијата која тие ја поседуваат или која ја поседуваат кога плаќале во тогашен СОК или Заводот за платен промет, затоа што се работи за период од 78 до 88. Тука малку е подолго трае постапката додека се обезбеди документацијата и затоа апелирам на сите земјоделци кои се од во околината на општина Велес, тука ви општина Чашка, да можат да отидат до филијалата во Велес, да се распрашаат, да можат да го искористат правото и да можат да си обезбедат минимум услови за да остварат право на земјоделска пензија. Условот е даден. Сега е на земјоделците да можат да го официјализираат и да го финализираат. Неколку пати напоменавте доколку некој работел во странство, па треба да си провери нели колку стаж има, како оди тоа меѓу нели две држави, да. Каква е соработката? Еве да речеме со соседните држави. Не со соседните држави имаме одлична соработка на секоја година се среќаваат директорите на фондовите за пензиско и инвалидско осигурување за да можат да ги презентираат проблемите кои се јавуваат во меѓусебната соработка и секако да се изнајде начин за да се надминат тие проблеми. Онда што се планира е со сите бивши ЈУ републики да можат електронски да се поврземе и да можеме да ги обезбедиме потребните документи. Инаку, постапката за, Република Македонија како држава со голем број на држави има склучено договори за социјално осигурување. Последниот се Канада, Косово, Албанија, Австралија исто така, и многу наши македонци заминати се во Австралија и таму сакаат и го користат и правото на македонска пензија и правото на австралиска пензија. Соработката оди со мејлови меѓу нашите институции, во фондот има одделение за меѓународна соработка. Може би поспоро оди добивањето на одговори и на странките им се чини дека фондот е преспор во таа работа, но сепак се работи за институција од друга држава и таа треба да обезбеди определени податоци од нивните филијали, така да само трпение малку, инаку секогаш, со поднесување на барање за пензија странката пријавува дали таа има странски стаж и започнува постапката за нејзино утврдување. Секако дека може и порано да одиде во филијалата да провери, да поднесе барање за да се утврди дали таа има стаж некаде во странство и колку изнесува тој стаж. Често пати старосната граница е причина нели за различни коментари дали македонските работници работат предолго или премалку. 62 години со 64 години. Па имавме нели реакции од Сојузот на синдикатите дека оваа година е премногу за градежните работници. Кои се размислувања дека има ли промена на границите? Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална работа во соработка со фондот
ја согледуваат целокупната ситуација која постои во Република Македонија и во околните земји, искуствата од околните земји. 62 за жени, 64 за мажи и минимум 15 години. Но Законот за работни односи дозволува значи и до 65 години. Владата даде можност со измените на законот во 2015 година сите значи работници кои се сметаат за способни да можат да го продолжат, жените до 65 години и мажите доброволно до 67 години, доколку чувствуваат потреба дека можат да работат или доколку работодавецот има потреба од нивниот профил на кадар. Ова многу често го искористија професорите на факултетите, посебно на медицинскиот факултет, заради недоволната екипираност со кадри и за да можат нормално да го пренесат своето знаење на идниве професори кои ќе ги заменат. Значи се даде можност. Со тоа што услов е до 31 август 2000 тековната година, еве 2016, доколку вие заминете, треба да ја исполните 62 години во октомври, до 31 август да подесете барање до работодавецот, за да може да ви се овозможи да го продолжите работниот век. Во соседните земји сите имаат повисока граница. Сите имаат над 67 години и размислуваат да ја зголемат границата со оглед на сето она што се случува. Значи, имавме светски кризи, европска должничка криза, економските параметри покажуваат дека во Европска Унија се случуваат определени работи. Ние сме сведоци дека Британија излезе од Европска Унија и тие се шокирани најмногу од ова, што секако ќе има последици и по економијата. Ние не знаеме, не сме член на Европска Унија, имаме соработка, но мислам дека за Република Македонија во овој случај добро стои и нема да има последици. Каква ни е состојбата кога станува збор за касата на Фондот за пензиско инвалидско? Секој први пензионерите земаат плата, барем оние кои што своите пензии ги примаат преку банките. Продолжува трендот на редовна исплата на пензии, обезбедени се плати? Нека бидат мирни пензионерите, заложбата на оваа влада е до 7-миот ден во месецот, максимум до 7-миот ден во месецот, секој месец пензиите да бидат исплатени. Дури и она што го ветуваше владата, и оваа година ќе има зголемување на пензиите, износот и терминот се уште не се дефинирани, но тоа можеби ќе биде или септември, или октомври, или ноември. Значи, стабилноста на касата, на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, со тоа и на владата, буџетот на Република Македонија кој се однесува на фондот, не е доведена во прашање. Мирно може да спиет. Имаме ли компании кои што не го почитуваат законот и не ги плаќаат на време придонесите? Фондот за пензиско и инвалидско осигурување беше надлежен за наплата на придонесите, заклуча со 31 декември 2008 година. До тогаш ние бевме како фонд надлежни. Но од 1.1.2009 со концептот бруто плата надлежен и за придонес за пензиско, за здравство, за вработување, за даноците е надлежна управата за јавни приходи. Нема потреба да, сметам дека не треба да има неплаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување, затоа што тоа оди во пакет со придонесот за здравство и за вработување. Значи, Управа за јавни приходи е надлежна за наплата и на придонесите и на даноците, а мислам дека не треба да има. Господјо Којзаклиска, би сакала овој наш разговор да го заокружиме малку со статистика. Пред малку напоменавте дека, како што е ветено, оваа година ќе има зголемување на пензиите. Меѓутоа, каде се македонските пензии или колкави се македонските пензии во споредба со пензиите на пензионерите од регионот или во споредба со нашите соседи? Имаме пониска, имаме висока пензија. Што кажува статистиката? Откако е ВМРО ДПМН на власт, значи од 2006 година, само за една кратка споредба,
најмалата, најниската пензија била 4300 денари. Сега во 2015 година, последниот извештај кој го правеше фондот, 8.000, околу 8.000 денари. Значи тоа е зголемување над 80 и колку проценти, 85%. Значи не е малку и не е занемарливо. Просечната пензија во Република Македонија изнесува околу 14.000 денари. Значи тука збориме просек и семејна, и старосна, и инвалидска пензија. Откако е ВМРО ДПМН на власт, 19 пати е зголемена пензијата. Значи тоа се бројки кои, еве ви кажувам, покажуваат колку е само направено зголемувањето кај најниската пензија, затоа што таму е најболната категорија. Голем број на граѓани користат минимална пензија, најнисок износ на пензија. Затоа владата продолжува со таа тенденција, значи стабилност на зголемување на пензиите, секогаш кога владата ветува дека ќе ги зголеми, ги зголемува пензиите. Последното беше 621 денар. Линеарно зголемување, што значи за секој пензионер фиксен износ. Не се оди на процентуално, затоа што тоа не е примерно. Тие што имаат помала пензија ќе треба да земат помал процент, тие што имаат повисока пензија треба да земат поголем процент. Значи, во тој сегмент спокојни нека бидат пензионерите и во делот на редовна исплата на пензијата и во делот на редовното зголемување на пензиите. Фондот и натаму ќе продолжи со ефективно давање на подобри услуги. Ние сме тука за граѓаните, не се граѓаните за нас. Слободно нека ги посетуваат филијалите, сите прашања кои сака да им бидат одговорени, нашите служби во филијалите се подготвени да им излезат во пресрет. Господјо Козаклиска, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте наша гостинка. За прв пат сте во нашето студио. Се надевам дека и во иднина ќе имаме можност да ве гледаме, затоа што пензионерите се голема категорија од гледачите кои што не гледаат и секако дека сите овие информации се добре дојдени за нив. Благодарам, се надевам дека ќе имаме можност и уште еднаш да се видиме. Почитувани гледачи, јас ви благодарам за вниманието на пензионерите во оваа емисија. Ќе завршиме со добра вест. Наскоро очекувајте ли до крајот на годината уште едно покачување на пензиите. Довидување.